Добър ден и добре дойдохте на още едно видео на YouTube каналот за учење германски јазик, Учете германски. Ово видео ќе биде второто видео, т.е. вториот дел од планираните 3 видеа за објаснување на падежите во германски јазик. Тука ќе разгледаме ситуацијата каде што падежот во германската реченица е определен според предлогот. Тоа значи дека секој предлог во германски јазик бара после него, значи именката после него или личната заменка после предлогот да биде во точно определен падеж. Во плейлистата на каналот може да забележите во видеата дека има две видеа кои се нарекуваат, едното видео е предлози за место, другото е предлози за време. Во двете видеа може да забележите дека после предлозите се пишани кој падеж следува после предлогот. Например, in, an или било кој од предлозите се споменати, пример предлогот плюс акузатив или плюс датив. Најчесто, повторно да кажеме, најчесто користени падежи во германски јазик се номинатив, акузатив и датив. Од претходното видео може да забележите дека номинатив всушност е вршителот на дејството. Значи, без номинатив не може да постои воопшто реченица. Меѓутоа, може да постои без акузатив или без датив. Значи, во една реченица може да има само акузатив или, тоест покрај номинативот, може да биде плюс и само акузатив или плюс и само датив. Како четврт падеж го кажавме нели генетив кој што се поретко се користи. Определувањето на падежи според овој начин, значи според тоа кој предлогот бара кој падеж да биде после него, е многу поедноставно во споредба со претходниот начин што го кажавме, значи според вршител, директен трпител и индиректен трпител на дејство, бидејќи е точно определено кој предлог бара после него да биде кој падеж. Например, овие 7 предлози. Aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. Пишете датив лид. Побарајте на YouTube датив лид, ќе видите малце поедноставен начин за забележување на овие 7 предлози, после кои секогаш именката ќе биде во датив. Значи, на таа датив лид, основата на датив лид е Фрейре Жак песната. Според мелодијата на Фрейре Жака може да го научите овој краток текст и може да ве асоцира, тој текст може да ве асоцира секогаш дека после овие 7 предлози именката или личната заменка после нив ќе бидат во датив. Пример: Aus bei Mitternacht, aus bei Mitternacht, seid von zu, immer mit dem Dativ, dem, der, den, датив лид или датив песна. Овие 7 предлози, едноставно за памтување, секогаш после тие 7 предлози именката или личната заменка ќе биде во датив. Значи, ден, деа, ден се измените кои што се измените кои што се во датив. Дем нели беше за машки и за среден род, дери е за женски и ден е за множина. Значењето на овие предлози може да го видиме напишано тука, исто како и примери. Во тек на ова видео ќе ги анализираме овие примери, да кажеме нешто повеќе за падежите како се определени според предлозите. Тоа значење што е тука напишано, преводот на овие предлози е во најчести ситуации. Малце е комплицирано при преводот на предлозите, бидејќи во зависност од тоа дали се користи како предлог за време, како предлог за место, предлог за причина или било која друга ситуација, во зависност од тоа може да се промени и значењето, тоест преводот на одреден предлог. Тука што се преводите напишани aus, од, by, кај или при, mit, со, nach, кон или после, seit, од или отпред, von, од, zu, кон или на кај. Тие предлози се најчесто сретнати предлози. Некои, например, mit и von, мислам дека секогаш се преведуваат mit, значи нема никој друг превод освен со. Von нема никој друг предлог освен од. Меѓутоа, seit, например, може да се преведе, тука го немам напишано, seit може да се преведе и како веќе. Например, истиот пример. Seit einem Jahr wohne ich hier. Може да се преведе веќе една година живеам тука. Може да се преведе и од пред една година живеам тука. Значи, seit може од пред, веќе, не секогаш предлозите имаат еден ист превод, значи во зависност од тоа во која ситуација се употребени, така и се преведуваат.
Нешто повеќе за преводот и за употребата на предлозите може да видите во две од претходните мои видеа. Едно видео е предлози за време, другото видео е предлози за место. Линкови до тие две видеа ќе оставам во описот на ова видео или едноставно може да ги пребарате во плейлистата на нашиот YouTube канал. Да пристапиме кон анализирање на предлозите, на примерите, за да може да видите како тоа предлозите бараат после нив да е точно определен падеж. Например, aus. Ich komme aus, рече се секогаш се преведува како од. Ich komme aus der Türkei. Türkei значи Турци. Именките кои завршуваат на ај се пишува еј, секогаш се од женски род. Значи тука нема исклучок. Доколку именката завршува на ај, таа е од женски род. Сега повторно може да видите на табелата од претходното видео што ја споменавме за измената на падежите и за како би можеле подобро да увидите на измените кои што настануваат поради предлогот aus. Кажавме, сите овие 7 предлози бараат после нив да е датив. Значи гледаме во редот каде што е во колоната каде што се пишани измените за датив. Aus бара датив, Türkei женски род, измената ќе биде der. Исто така bei. Bei рече се кога се преведува кај или при. Исто така и после bei секогаш ќе биде именката во датив. Oma значи баба. Основата на присвоениот член е mein. Датив женски род, карактеристиката на датив женски род е er. Затоа на mein е додадено er. Ich war bei meiner Oma. При изговор не мора да го нагласувате, тоа намерно сега го кажав meiner, за да кажам р, да ја нагласам. Инаку нели во изговор се кажува meine Oma. Ich war bei meiner Oma. Продолжуваме понатака mit, значи mit повторно да кажам, мислам дека нема друго во македонски не може да се преведе на никој друг начин освен како со, например, и после него ќе именката ќе биде во датив. Примерот што тука ни е даден, wir kommen mit dem Auto. Auto именка од среден род датив dem. Wir kommen mit dem Auto. Повторно да кажам, мислам дека ова е многу поедноставен начин за определување на падеж, бидејќи всушност ние не го определуваме падежот, туку унапред е определен со самите предлози. Nach, wir fahren nach den USA. USA, тука може би малце ќе ве буни, меѓутоа затоа го анализираме заедно. Nach значи се преведува кон, доколку е употребен како предлог за место се употребува кон, се преведува кон, доколку е употребен како предлог за време се преведува со после. Во случајот во примеров е даден како предлог за место. Wir fahren nach den USA. Патуваме за Америка. Ние ја кажуваме Америка, во македонски ја кажуваме Америка. Меѓутоа, тоа нели се официјално се Соединените Американски држави. Значи се множина, после nach USA ќе биде во датив множина den. Wir fahren nach den USA. Или може да се каже nach den Vereinigten Staaten, Обединетите држави. Seit. Предлогот seit рече се секогаш се користи како предлог за време, најчесто се преведува од пред или нели претходно кажавме, може да се преведе и како веќе. Seit einem Jahr wohne ich hier. Од пред една година живеам тука. Или веќе една година живеам тука. Како и да е преводот во македонски, во германски јазик, после предлогот seit, именката после предлогот seit, секогаш ќе биде во датив. Значи повторно, после сите овие 7 предлози, именките секогаш ќе бидат во датив. Јар е именка од среден род, датив среден род, einem. Seit einem, значи карактеристиката на датив среден род е einem Jahr wohne ich hier. Von, исто така, предлог кој што после него бара датив, Sie kommen von den Bergen. Берген е именка во случајов во множина. Берген се планини. Тие доаѓаат од планините. Тие дојдоа во случајов во сегашно време. Sie kommen von den Bergen. Тие доаѓаат од планината, од планините или слегуваат од планините. Von бара да е во датив, датив множина. Den. Sie kommen von den Bergen. И последниот од овие 7 примери, од овие 7 предлози, после кои што секогаш именката ќе биде во датив, zu, кон или на кај. Ich gehe
zu der Schule. Schule, кажавме во претходните видеа имаме кажано, ќе споменеме и повторно, доколку именката завршува на е од женски род. Zu, бара шуле да е во датив, датив женски род, der. Der. Ich gehe zu der Schule. Или многу почесто користеното, многу почесто употребеното, слушнатото од zu der се крати во zur. Ich gehe zur Schule. Во овај случај е многу поедноставно за определување на падежот, бидејќи повторно да кажам, самите предлози ни кажуваат во кој падеж ќе биде именката. Нема потреба ние да размислуваме дали е вршител, дали е трпител на дејство. Уште повеќе да стане појасно, определувањето на падежи ќе го споменеме и следново. Доколку во реченица, доколку во реченицата имаме предлог, тоа има предност при определувањето на падежот. Ќе видите преку неколку примери што сакам да кажам со тоа. Како пример ќе го земеме предлогот mit. И следниве два примери. Имаме два примери. Ich spiele mit meinem Bruder и ich sehe тука јас сум погрешил. Ich sehe meinen Bruder. Значи, имаме Бруда, именката, брат, биолошки определено да е од машки род, и сега. Тоа што може да ве збуни, тоа што претежно ги буни, значи тоа што од искуство, да кажем, од моите ученици претежно што ги буни е следново. Mit, кажавте, значи со. Во македонски јазик, доколку би поставиле прашање со овој предлог, би звучело со кого. Со кого, например, во случајов со кого играш, или со кого играм, или како и да е. А кого, рековме дека е прашање за акузатив. Например, ich sehe meinen Bruder, јас го гледам мојот брат. Кој гледа јас? Кого го гледам мојот брат? Бруда, во случајов е во акузатив, а овде вака е во датив, а имаме две исти прашања. Кого го гледам и со кого играм. Меѓутоа, разликата зошто тука Бруда е во акузатив, а тука е во датив, е тоа што во првата реченица имаме предлогот mit. Тоа сакав да кажам кога реков дека предлозите имаат предност при определување на падеж. Значи, доколку имаме предлог, воопшто не ги поставуваме прашањата. Туку едноставно, значи воопшто не ги поставуваме прашањата кој за номинатив, што кого за датив и што кого за акузатив и кому за датив. Значи, доколку имаме предлог, не го споредувајте со македонски со прашањата кој, што, кого, кому, туку едноставно предлогот точно ни определува именката во кој падеж ќе биде. Пример, mit, значи во македонски би прашале со кого нели беше прашање за акузатив, меѓутоа mit во германски, mit во германски бара секогаш, без разлика во македонски како се преведува. Mit бара именката после него секогаш да е во датив. Поради тоа измената е meinem Bruder. Додека пак во вториот пример, ich sehe meinen Bruder, немаме апсолутно никаков предлог. Кога немаме предлог, повторно тоа сакам да кажам дека предлозите имаат предност, доколку има предлог во групата, доколку има предлог во реченицата, предлогот определува во кој падеж ќе биде именката. Доколку нема предлог, тогаш ги прашуваме прашањата, нели беше кој за номинатив и кого, значи чисто кого или кому. Не со кого, не на кого. Кому. Кого, акузатив, кому, датив. Кого го виде? Мојот брат. Кому му ја даде топката? На мојот брат. Значи не на кого му ја даде топката. Кому му ја даде топката. Во македонски, повторно да кажам, не ги преведувајте директно во македонски германските, особено кога има предлог, не го преведувајте, туку едноставно научете ги дека секој предлог бара именката после него да е во точно определен падеж. Доколку нема предлог, тогаш прашувајте ги прашањата за да знаете именката дали ќе биде во номинатив, датив или во акузатив. Втората група на
најчесто користени предлози, значи на предлози кои што определуваат падеж после нив, се така наречените вехсел препозиционен. Вехсел, самото вехсел значи промена. Вехсел препозиционен би се превело нешто во македонски, значи немаме таква група на предлози кај нас, пошто нели немаме падежи воопшто во македонскиот јазик, меѓутоа би можело да се каже како предлози со промена. Промената е тоа што овие 9 предлози за место во македонски јазик, значи не се само тие, меѓутоа се сите 9 се предлози за место. Овие 9 предлози може да променат после нив дали ќе биде датив или ќе биде акузатив. Промената точно да знаеме дали именката ќе биде во датив или во акузатив после нив, треба едноставно да го знаеме значењето на глаголот и според тоа ќе одлучиме дали именката ќе биде во датив или во акузатив. Тоа ќе го направиме на следниот начин. Например, може да го земеме следниот пример. Ich gehe in die Schule или ich bin in der Schule. Во двата случаи именката е Schule. Во двата случаи предлогот е in. Меѓутоа, во првиот случај имаме in die Schule, што ни кажува дека Schule, Schule е во акузатив, а во вториот случај, во вториот пример имаме in der Schule, што нели кажавме сите што завршуваат на есе од женски род der е датив. Во првиот случај Schule е во акузатив, во вториот случај е во датив, а имаме ист предлози. Тие се тие предлози, овие 9 се тие предлози што можат да сменат таа промена. Во еден случај да биде во акузатив, во првиот случај каде што покажувам, во вториот случај во датив. Меѓутоа, кажавме дека глаголот е главен за тоа да знаеме, да бидеме сигурни дали после in именката ќе биде во акузатив или во датив. Глаголот во првиот случај gehe значи оди, во вториот случај sum, bin. Значи јас одам на училиште и вториот пример јас сум на училиште, тоест подобро буквално во училиште. Разликата меѓу овие два глаголи е што првиот ich gehe in die Schule, за да го извршиме дејството, за да одиме на училиште, мора да се префрлиме од една точка до друга точка. Излегуваме од дома и одиме во училиште. На почетокот и на крајот од реченицата не би требало да сме на исто место. Во тој случај, значи се преместуваме. Во тој случај именката после предлогот in во случајов или после било кој од овие предлози, доколку за да се изврши дејството мора да настане географска промена од дома на училиште, од дома пред куќа, од дома во двор, било како, од дома пред зграда, значи некоја географска промена да настане, во тој случај именката после овие предлози ќе биде во акузатив. Доколку на почетокот, пред реченицата, пред дејството и после дејството сме на исто место, тогаш именката ќе биде во датив. Ich bin in der Schule. Нема географско поместување. Јас сум во училиште. Пред да го почнам дејството сум бил во училиштето, откако е завршена реченицава, се уште сум во училиштето. Нема географско преместување. Се уште сум на истото место. Не само кај in, кај сите овие 9 предлози е истиот пример. Истата ситуација. Ќе дадеме уште еден пример. Tür значи врата и е именка од женски род. Може да забележите дека предлогот е ист, именката е иста, вршителот на дејството е исто, а членот е различен. Значи во првата реченица женски род датив, можеме да забележиме дека е во датив од самата измена, for der Tür, а во втората реченица, во вториот пример, измената е за акузатив. Повторно, за да го определиме, значи за да знаеме точно дали tue ќе биде во датив или во акузатив, треба да го знаеме значењето на глаголот. Liegt значи лежи, läuft значи трча. За мачката, die Katze liegt vor der Tür. Katze е мачка. Мачката лежи пред врата. За да лежи пред врата, мачката не мора географски да се премести. Тоа е некоја врата, мачката лежи и лежи. Значи не се преместува географски. Кога нема преместување, значи да повторам, кога нема преместување, географско преместување, именката ќе биде во датив. Доколку мачката трча пред врата,
од негде до негде, мачката тргнала од, не знам, од кај оградата, трча пред врата, брка некој глушец, тука е вратата. Мачката трча пред вратата, има географско преместување и затоа туја во случајов именката после предлогов ќе биде во акуза. Првиот пример, мачката лежеше пред врата, не се преместуваше, го изврши дејството, нема географско преместување, именката ќе биде во датив. Во вториот пример, мачката трча пред врата. Не знаеме каде оди, не можеме да знаеме. Само за да го изврши трчањето, таа мора да се премести од точка А до точка Б. Мачката трча пред врата. Во тој случај именката ќе биде во акузатив. И ни остана уште третата група на предлози, третата во случајов пошто разгледуваме само, бидејќи разгледуваме само за датив и акузатив, нели првата група што ја разгледавме беа предлози што секогаш после нив бараат да е датив без исклучок. Втората група на предлози што ја разгледавме тука беше предлози со промена, што можат да променат дали датив или акузатив. Третата група на предлози е што бараат после нив секогаш да биде акузатив. Тоа се предлозите кои што бараат после нив именката да биде секогаш во акузатив. Може би, како помош би ви било да знаете дека значи, овие 6 предлози немаат ни песна, не може да се каже ни дека се предлози за време, предлози за место, едноставно се предлози кои што не можат, во македонски не би можело да се каже како некоја посебна група. Меѓутоа, може да се асоцирате како трета група во смисла. Првата група може да ја знаете како предлози кои што секогаш одат со датив, значи aus bei Mittag seid von zu. Тие предлози се секогаш пардон, после тие предлози секогаш именката ќе биде во датив. Втората група што ја споменавме се предлози кои што можат да променат дали датив или акузатив и тоа се предлози за место, значи во, на, до, под и останатите 5 предлози. Овие 6 предлози кои што секогаш се бараат после нив да биде именката во акузатив, не се во ниту една од тие групи. Можеби наједноставно би ви било да така да ги разберете, така да ги научите. Во смисла, доколку се мислите дали после него ќе биде во датив или во акузатив, проверете дали е во некој од претходните две групи. Дали го има во песната во датив лид aus bei Mittag seid von zu, го нема, проверете дали е предлог за место, in, an, auf или било кој од останатите. Ќе видите доколку го има, значи знаеме дека е или за датив или може да смени датив или акузатив. Доколку го нема, може да определите, може да ќе знаете дека секогаш после него ќе биде именката во акузатив. Ќе дадеме неколку примери за да видите како би изгледало таа измена во акузатив. Wir hatten bis die letzte Woche Schnee. До минатата недела имавме снег. Вохе, повторно завршува на именка од женски род, бис бара именката од женски вохе како именка од женски род во случајов да е во акузатив, бис ди членот за женски род во акузатив. Бис ди letzte Woche Schnee. Тоа линијата ја ставив за да знаете да не ви се меша со примерот за für. Вториот пример за вториот предлог für. Ich lerne für die Prüfung. Исто така, сите именки во германски јазик што завршуваат на ung, Prüfung, например, сите се од женски род. Кажавме, овие 6 предлози бараат именката да е во акузатив, für бара Prüfung да е во акузатив женски род die. Durch, nis, wir fahren durch den Tunnel. Тунел, именка од машки род, durch бара таа именка, тунел, да биде во акузатив машки род, den. Gegen, против. Das Auto fährt gegen den Baum. Буквално, доколку би се правела оваа реченица, би било возилото вози против едно дрво. Што во македонски, доколку во овој случај буквално би проведело, би звучало прилично неточно и нелогично. Во македонски не може да се вози против некое дрво, меѓутоа само како пример го даваме gegen, дека бара Baum, во случајов е Baum, gegen бара после него именката да е во акузатив, Baum именка од машки род акузатив den. Ohne или без, sie geht weg ohne die Mutter zu grüßen. Таа се замина без да ја поздрави мајката.
Значи, мута, именка од женски род, после оне, именката ќе биде во акузатив женски род, ди. И околу, или може да значи доколку е употребен како предлог за време во, например кај часот. Вие комен трај ува. Ќе дојдеме во 3 часот. Меѓутоа, исто така може да се употреби и како предлог за место, како што е даден во примеров. Sie laufen den Tisch. Тие трчаат околу масата. Тиш, именка во германски јазик, именка од машки род, во акузатив ради што барата да е во акузатив машки род ден. Тоа беше се во второ видео од планираните 3 видеа за објаснување на падежите во германски јазик. Доколку ви се допадне ова видео и ви се најде како корисно во изучувањето на јазикот, ве молиме да направите subscribe на нашиот канал и исто така да кликнете на звоното до копчето за subscribe, за да ги добивате нотификации за сите наши следни видеа. Поздрав, viele Grüße.